Динамиката на поднесување на представки до подрачната канцеларија на Народниот правобранител продолжува секојдневно. Од регионалната канцеларија во Штип добивме информации дека проблемот со наплаќање на радиодифузната такса се уште се провлекува. Се повеќе граѓани доаѓаат лично за поднесување представки и тоа е добар факт, со оглед на тоа што од непосредниот контакт може да се добијат подетални информации за правото кое граѓанинот смета дека му е повредено, а во источниот регион граѓаните најчесто се обраќаат за нерегуларности во наплатата на радиодифузна такса, бидејќи има и такви предмети во кои се појавуваат граѓани кои се задолжени со плаќање радиодифузна такса, а не живеат во Македонија подолго време, вели Елена Ѓорѓоновска-Маневска, заменик народен правобранител, која додава дека граѓаните кои живеат во градовите Кочани, Виница, Свети Николе, Пробиштип, Делчево и Македонска Каменица, своите представки можат да ги поднесат и по пошта. Исто така, граѓаните можат да се обратат до заменик народниот правобранител и доколку добијат решенија за повеќе членови во семејството, бидејќи е задолжително да се плаќа само една радиодифузна такса, согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Има случаи кога цело семејство може да биде ослободено од плаќање на радиодифузна такса, односно кога станува збор за приматели на социјална помош и семејства кои имаат член со оштетен вид над 90%, оштетен слух над 60 децибели и телесен инвалидитет над 90%, потенцираше Ѓорѓоновска-Маневска. Инаку, само во подрачната канцеларија на заменик народниот правобранител во Штип, од почетокот на оваа година до почетокот на минатиот месец се поднесени вкупно 130 представки, од кои само 48 се за радиодифузна такса. Од канцеларијата ги повикуваат граѓаните кои сметаат дека им е повредено одредено човеково право да дојдат кај заменик народниот правобранител за да се постапи согласно законот.